10 министри албанци, 7 македонци. Вака ќе изгледа новиот владин состав ако се договорат Ковачевски и Таравари. Според она што е познато, кај Алијанса треба да завршат правда и здравство, едното каде министерува Никола Тупанчевски, другото каде шеф е Беким Сали од Алтернатива. Со тоа албанскиот политички блок би добил еден министер повеќе, а македонскиот еден помалку. Дека влезот на Таравари е реален, можеме да заклучиме од изјавите на премиерот Ковачевски, кој потврди дека утре ќе се сретне со првиот човек на Алијанса, а една од темите ќе биде и нивниот влез во владата. Утре ќе имаме состанок со господинот Таравари, на кој што ќе разговараме повторно за напредокот од последниот пат кога сме се виделе. Меѓутоа ќе разговараме исто така и за можна соработка и ќе разговараме за законски и програмски решенија кои што можат да го унапредат и капацитетот на државата. Таравари веќе кажа дека добиле поддршка од партиските структури да разговараат за соработка со СДСМ и ДУИ. Евентуален влез на Алијанса би можел да значи излегување на алтернатива. Во тој случај Таравари би ги добил и нивните министерски и директорски позиции. Централното председателство не овласти тесното раководство на Алијанса за албанците да започне преговори, да разговара со партиите во власта и во што најблизок можен рок да донесе една констатација која што ќе биде презентирана пред Централното председателство во следниот состанок. Од ВМРО ДПМН е велат дека Таравари е смешен кога се обидува да се оправда себе си и желбата за гола власт и функции. Портпаролот на опозицијската партија Наум Стоилковски вели ВМРО ДПМН е била реформирана кога тој молел за гласови во Гостивар, а сега тоа се сменило. Најновите математики покажуваат дека влезот на Алијанса ќе значи дека албанците ќе имаат 3 министерства повеќе од македонците, дел од нив и клучни ресори. Во рацете на ДУИ веќе се финансии, економија, надворешни работи, а кај новиот владин партнер би преминало здравство.